Заклучокот на Европската комисија за оваа година е дека земјата продолжува задоволително да ги исполнува политичките критериуми и е подготвена за почеток на пристапните преговори со Европската унија. Македонија, според нотираното во извештајот на Европската комисија, ги продолжува потребните реформи иако остануваат суштинските предизвици. Нотиран е напредок во спроведувањето на изборите, кои беа конкурентни и добро администратирани низ целата земја. Според извештајот, предвремените парламентарни избори беа одржани генерално во согласност со меѓународните стандарди. Новата владина коалиција беше брзо формирана, а прогрес е постигнат во сферата на правосудството и јавната администрација. Ние го охрабруваме создавањето на новото Министерство за реформи во јавната администрација. Исто така гледаме дека дополнителни реформи во областа на правосудството се реализира и во текот на минатата година, односно оваа година, беа реализирани. Реформи во јавната администрација во однос на правосудството сега треба да бидат соодветно имплементирани и да дадат конкретни резултати и промени на терен. Извештајот се осврнува и на борбата со корупција, човековите права и заштитата на малцинствата, како и за слободата на изразување во медиумите, при што се посочува дека е почнат диалог меѓу владата и ЗНМ. Во документот на Европската комисија се навидува извесен прогрес во остварувањето на економските и социјалните права, како и во областа на културните права и малцинствата. Законот за антидискриминација останува да биде целосно осогласен со АКИТО во делот на дискриминација по основ на сексуалната ориентација, во делот на регионалните прашања и меѓународните обврски. Се навидува дека Македонија е активен партнер во регионот и продолжува да развива односи со соседите и другите земји од процесот на проширување. Република Македонија ја подобрила својата способност да ги преземе обврските кои произлегуваат од членството во Европската унија. Извесен прогрес е постигнат во исполнувањето на приоритетите од партнерството за пристапување. Наведено е дека Македонија во делот на економските критериуми продолжува добро да напредува. Добар прогрес се бележи во секторот на енергетиката, посебно со стапувањето во сила на новата законска рамка и решавањето на спорот со ЕВН. Во извештајот образложен на 80 на страници, прогрес се нотира и во областа на надворешната, безбедносната и одбранената политика, како и во сферата на финансиската контрола. Зајакнат е капацитетот на Државниот завод за ревизија, сепак неговата независност останува да биде утврдена и во Уставот, стои меѓу другото во извештајот на Европската комисија.